Добар ден, почитувани гледачи. Ова е отворено на тема. Политички магазин на телевизија Ири што оди секој работен ден од 17:30 или некоја минута подоцна, во зависност од должината на дневникот и во зависност од вестите кои се актуелни за сите нас во овој регион. Овде се обидуваме да поканиме, да доведеме, да ни бидат гости луѓе кои според законот и оврските што ги преземале одговараат за работата која ја вршат, значи во ваш интерес, или оние кои претендираат тоа да бидат. И ете така, ги повикуваме, овде поставуваме во ваше име прашања или поставуваме теми за кои што тие одговараат или го кажуваат своето мислење. Задача на новинарите е да поттикнуваат, провоцираат дискусија, да бараат одговори од оние кои ги имат јавните овластувања или оние кои претендираат тоа да бидаат. Мене ми е исклучително драго што денес имам еден гостин на тема на која што долги години се спремам да поставувам прашања, ама сплетот на околности доведе до тоа да никогаш не поставив прашања од оваа област. А една од најпотребните во овој момент или место каде што најдолги и најисцрпни дискусии треба да се водат. А тоа е младите, поврзано со спортот и со состојбата во општеството. Професорот Миодраг Зец вели вака: кога се прави буџетот, погледнете ја крвната социолошката слика на едно општество, каде властодржецот мисли да ги стави парите, а од тоа излекувате заклучоци каде отишле и зошто не се постигнати целите. Кога дискутиравме некаде таму крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите за состојбата во културата и во спортот, велевме пазарот ќе го реши. На запад го решил пазарот. Пазарот не го реши затоа што немавме пазар. Се стави и нашата етика, нашиот начин на размислување, па одеднаш имаме инцидентни успеси во спортот кои се базираат на талент или во моментот на некаква инспирација. Работа се разбира, но проблемот со младите останува. Директорот на Агенцијата за спорт и млади, Дарко Кајски, е мој гостин, овде јас ќе поставам прашање. Директоре, ви благодарам што одвоивте време да дојдете во моја емисија. Ви благодарам и на вас на поканата и најпрвен дозволете ми да ве поздравам вас и вашите гледачи. Јас нафрлив неколку теми, предпоставувам дека не само јас, туку и некои други мои колеги, па и ваши соработници се обидуваат да најдат одговор на овие прашања. Да почнеме прво со онака како што е структурирана агенцијата, онака како што е нејзиното име, ама од другата страна. Како новинар морам да ги кажам статистичките податоци. Она што Галуп го мери на Балканот, а тоа е задоволството на младите во овие држави транзицијски, и таму не стоиме добро. Отприлика стоиме како и сите други држави, ама некаде околу 50% од младите немаат надеж, или се високо невработени, или својот излаз го барат надвор. А вие сте млад човек, комуницирате со на што се должи тоа? Генерално, еве како што кажавте и вие една информација, јас ќе ја потврдам истата информација со еден податок од Светска банка кој вели македонската младинска невработеност е повеќе од 53%, над 600.000 луѓе годишно се над 600.000 луѓе се иселени од Република Македонија. Од 24 до 27.000 на година. Од кој најголем дел млади. Тоа е еден фрапантен податок каде што ние треба силно да работиме. Агенцијата за млади и спорт во изминатиот период била повеќе агенција за спорт и градежни активности него за млади. Ние цврсто ќе работиме да промениме таа перцепција. Оваа агенција треба да работи за доброто на младите. Треба да работи да изнаоѓа проекти, мерки како да ја намали младинската невработеност, како да ги задржи младите во Република Македонија. Не само во Скопје, во сите градови. Источна Македонија е потенцирана како еден дел од Република Македонија каде што најмногу се оцелуваат и емигрираат младите во Република Македонија. Имате ли за тоа програма на краткорочна, среднорочна и долгорочна, нели? Нешто што на десетина години се мери и ќе има ли интервенции во законската основа на сето ова? Така, ќе има. Ние и во текот на целата кампања главен акцент ставивме на младите. Еве веќе младинската гаранција е нешто што ќе започне од месец септември, кој што ќе има за цел државата да им помогне во изнаоѓање на работа на младите луѓе. Доколку не може да им изнајде работа, да им најде пракса, до едукација, се со цел да бидат конкурентни на пазарот на трудот.
Тоа е една од мерките. Потоа стартап бизнисите, 10.000 евра неповратни средства кои што ќе се даваат на младите. Младинските активни библиотеки кои што ќе имаат за цел да ги задржат младите во своите региони, во своите места, каде што ќе им нудат и ќе им ги кажуваат условите за работа во самите градови, како што кажав и претходно, се со цел да пробаме да ги задржиме во своите места, да бидат помеѓу своите пријатели и своите најблиски. Тука да најдат работа, тука да засноваат семејство и тука да функционираат во општеството. Директоре, овде ќе треба да ги минувате и родителите, навиките на родителите, знаењето не само на младите, но тоа да кажеме еден поголем, покомплексен социолошки проблем. Ова морам да ви го поставам како прашање. Разговарајќи со млади луѓе кои се запишуваат прва, втора, трета година, завршуваат факултети, магистрираат и така натаму, вообичаено кога разговараш со нив, бараат полесниот начин на успех во животот. Барем мојот впечаток е таков. Како потврда на ова ќе ви кажам податоците. Секоја година на УГД, на УКИМ, на факултетите во Македонија, сооднос меѓу техничките науки кои се бараат на пазарот и општествените науки е 64 на 36 и така натаму. На што се должи ова? На превладувачкото мислење дека треба преку партии, преку политика да се дојде до бирократско столче или да се успее во животот со знаење и со залагање? Знаете како, имам една моја теза, во сиве овие 11 изминати години, ненормалното стана нормално и обратно, нормалното стана ненормално. Убиен е претприемачкиот дух на младите во Република Македонија. Младите го гледаат најлесниот пат како да стигнат до работното место и пред се залагаат да работат во администрацијата. Наша поента и наша цел со сиве овие мерки што ќе ги понудиме, како 10.000 евра неповратни средства кои што ќе им дадат можност на младите да основаат собствен приватен бизнис, е да го вратиме претприемачкиот дух на младите. Да бидат, да се стремат да работат за што е можно повеќе, а не да се стремат да работат во администрацијата, која што и онака беше килава и сами знаете како функционираше администрацијата. Знам како намалени работни обврски, намалено работно време, се гледаше како буквално да се избегне работниот ден и ред други работи, само да не се заврши она што треба да се заврши. Може ли да се смени? Како млад човек, оставете го тоа дека сте магистрат, дека водите исклучително важна агенција која е на ниво на министерство. Како млад човек, ви дава ли нешто надеж, она што секојдневно се контактирате, дека може да се смени перцепцијата за нивниот живот? Јас сум голем ентузијаст и сметам и мислам дека може да се смени. Секако, тоа не може да се смени преку ноќ, за месец, 2, 3, 5, но тоа е нешто што треба да се работи на тоа. Ние имаме верба, ние имаме можност тоа да го промениме и да го смениме. Ние ќе работиме да го смениме тоа. Може ли да се направи национална стратегија во која што ќе влезат сознанијата на Министерството за образование, Министерството за економија, вашата институција, во која што на препознатлив начин младите ќе можат да видат ако го направам ова, ако ќе чекам 9 години за како социолог, меѓутоа ако имам предиспозиции да станам програмер, нема да чекам ни ден, па ако станам граден инженер, водоводчија, дека ќе дојдам до првите своји средства. Може ли да се направи таков план кој ќе ни биде стратегија, кој ќе ни биде разбирливо и нам родителите и вам младите? Така, тоа е нешто што работиме, ги гледаме потребите на пазарот на трудот, ќе направиме смерови, односно ќе се насочиме кон некои работни места кои што бараат посебна спецификација, да ги насочиме младите да се насочат кон тоа работно место, односно едукацијата да ја приспособат кон тоа работно место. Знаеме дека имаме голем прилив на економисти и правници и дека младите најчесто идат во тие смерови, економисти и правници, но имаме голем круг на луѓе што не работат, а се од тој смер. Имаме на пример електроинженери или некои други професии и профили кои што немаме доволно кадар за да ги пополниме. Затоа ќе направиме стратегија и план како да ги насочиме сите млади да се насочат кон некои одредени спецификации и професии што на пазарот на трудот се помалку застапени, односно има повеќе слободни работни места. Младоста е елитизам сама по себе. Значи да си млад е привилегија, значи да си на почетокот од животот со полна енергија. Големите светски социолози велат дека просечноста кај младите е нешто што како унифицираност во денешно време и многу потешко се наоѓаат големи таленти, нели, но ја не се согласувам. Нашиот народ не е таков. Превладувачкото мислење дека популистичко мислење дека треба институциите да им се доведат на младите поблиску до нив,
не донесе резултати. Еве да ги споменам само процесот на дисперзирање на студии. Како да не сакаше државата да свати дека вие сакате да излезете од дома, да имате тој испит на зрелост 4 години, да студирате, да се држите меѓу себе. Тоа што ви ги донесе универзитетите во Пробиштип, во Берово и не знам што, не даде резултати. Дел од стратегијата ќе биде ли и ова измена? Вака, сите одлуки кои што ќе ги донесе новата влада ќе бидат донесени со инклузивност, односно ќе бидат вклучени сите страни кои што се чинители во таа дејност. Генералниот проблем во овие сиви 11 изминати години е тоа што се донесувани одлуките од горе надоле. И луѓето кои што треба да ги применуваат се доведени само да ги применуваат, а не да го искажат своето мислење. Затоа, сето она што ќе го работиме во периодот што следи, ќе биде транспарентно, ќе бидат вклучени сите страни, ќе разговараме, ќе дискутираме. Не сме ние најпаметни сега што сме во овие институции на раководни позиции. Сите заедно треба да ја донесеме конечната одлука. Сите заедно да дискутираме за сите овие работи. Затоа и настана проблем со дисперзираните студии. Беа донесени директно од владата, од претходната, нели, од ДПМН, каде што не беа ни консултирани ни професорската фела, ни студентите, ни учениците кои што се потенцијални студенти. Едноставно беше одлука која што не беше консултирана, не беше донесена од сите страни што треба да ја почитуваат таа одлука. Затоа повторно ќе апелирам, сите одлуки што ќе ги донесеме во периодот што следи, ќе бидат вклучени сите страни кои што се чинители во таа дејност. Вашата институција, како што вели буџетот, има некаде таму околу 7 милиона евра на располагање за млади и спорт. Како што рековте, до сега беше испостава на Министерството за транспорт и врски, беше градежна компанија, преку која поминува фактури, што не е лошо, нали, треба да се направат и сали, и спортски игралишта и така натаму. Ајде сега вака како прв човек на оваа институција, пари никош доволно, но од буџетот со ребалансот сега што го добивте, ќе ги пренесочите ли во овие проекти за кои што сега зборуваме, па вашите генерации да се надеваат дека од ова нема да бидат само работилници и невладини организации, туку конкретни документи на кои ќе се повикуваат? Така. Како што кажав и претходно, Агенцијата за млади и спорт претходно била една градежна компанија која што имала насока да прави инфраструктура во однос на спортот. Се согласувам комплетно и потполно дека инфраструктурата е многу важен сегмент во однос на спортот. Но сепак мора да се направи анализа. Мора да се видат потребите. Не можеме сега некаде тука во Штип, во некое село да направиме тениско игралиште, а нема кој да ги користи тие. Буквално нема нема млади луѓе што ќе ги користат тие тениски терени. Ние имаме доста примери каде што се направени тениски терени каде што нема млади во самото село. Еве за пример во Маврово Ростуше е направена повеќе наменска сала каде што нема патна инфраструктура до самата сала и никој не ја користи. Имаме голем број на објекти што се во руинирана состојба. Дадени се на општините и општините не водат грижа за самите објекти. Тоа е нешто што треба да водиме сметка и грижа. Треба да се направи анализа, треба да се види потребата, колку дечиња ќе спортуваат, колку спортисти има што имаат потреба од самиот објект. Во однос на пренамената на средствата, нели, изборниот законник вели во време кога се распишани избори не можеме да правиме активности кои што не се предвидени од претходно, бидејќи тоа е кривично дело, но сепак по завршувањето на изборите дел од тие средства кои што биле наменети за некои работи кои што не се од суштинска и вистинска потреба на граѓаните во Република Македонија, ќе ги пренамениме се со цел да го подобриме квалитетот на спортот и квалитетот на младите во Република Македонија. Директоре, една мала пауза до режијата за да може да вметнат ЕПП, тоа е економската наша одговорност, па ќе се вратиме со вториот дел од разговорот, а тоа е спортот. Режија, малку ЕПП, па се враќаме. Поштовани гости, се враќаме во вториот дел од емисијава, интересен разговор со директорот на Агенцијата за млади и спорт, господин Ткаевски, како што најавив и на почетокот ја поделивме, времето го поделивме и на двата дела, како што е насловот на институцијата, на чие што чело е тој, а и сега за спортот. Директоре, постојат недоразбирања. Вие самите рековте дека агенцијата ја перцепиравме како градежна институција, што не е лошо, но вие ќе направите евалуација на тоа колку е корисно или не. Ние ќе си го согласуваме нашите работи. Каде во спортот е задолжена по закон агенцијата? Пошто ја сега разговарам и вие со разни ентузијасти, луѓе кои се бават со спортот и постојано сте им виновни, агенцијата. Што е задачата на агенцијата во спортот?
Агенцијата за млади и спорт, најголемата задача е да го помогне спортот, да постави стандарди на кои што ќе се подигне спортот, квалитетот на спортот, да врши на некој начин мониторинг на сите текови што се случуваат во спортот и генерално каде што ние како ново раководство потенциравме најголемиот проблем се спортските работници. Менаџментот во спортот, односно тренерите, спортските работници не се на она посакувано ниво на кое што треба да бидат. Како што реков, ќе ставиме акцент на нив, ќе ги доедуцираме, дообразуваме, ќе им помогнеме се со цел да станат добри спортски работници кои што ќе знаат како да го пренесат своето знаење на младите спортисти. Сега да кажете, ќе им пружите на луѓето кои се занимаваат со тренинг во клубовите да имаат доедукација, но ќе го отвориме тоа прашање малку подоцна. Спортот има една поширока дефиниција за која што сега да не елаборираме, но јас ќе ве прашам вас, моето мислење е дека агенцијата мора да го подели спортот на она што се нарекува професионален, профитабилен спорт и она што се нарекува спорт или физичка култура, освен образовниот процес кој го одредува друго министерство. Докаде можете вие како агенција да возможите бавење со спорт на младите до ниво на како да кажем, на аматеризам. И нашата прва лига од салонските спортови не е ништо повеќе него така малку проширен аматеризам. Каде е вашата ингеренција и што мислите да направите? Под Агенцијата за млади и спорт се 67 спортски федерации. Агенцијата за млади и спорт има задача да ги помогне во сите активности кои што им се на следната календарска година. Нели со креирањето на буџетот, они доставуваат програми што ќе се случува во наредната година, односно какви спортски активности ќе имаат и Агенцијата за млади и спорт буквално ги покрива во целост сите тие спортски манифестации, без разлика дали се национално тло или на меѓународно тло. Ние имаме задача силно да ги поддржиме. Така, но овде мора да прашаме на работа, затоа го поделивме. Еве, слушаме Вардар влегува во наредното коло, голем успех, честитки, на тој ќе земе 3,5 милиона евра. И овде веќе профитабилноста се појавува како секаде во светот. Но еден кошаркарски клуб од Штип, од Корчени, кој со 150.000 евра преживува, одржува својата активност. На што тие може да се надеваат? Ние, како нова влада, ваучерот е нешто што долго го спомнуваме, нешто што планираме да го спроведеме во периодот што следи. На ваучерот на спортските екипи, на спортистите од индивидуалните спортови или на клубовите од тимскиот спорт, ќе им понудиме ваучер, со каде што можат да го понудат на приватните компании во приватниот сектор и на крајот на годината. Приватниот сектор, односно приватната фирма, од плаќањето на персоналниот данок 60% повторно ги плаќа, 40% може да ги приложи во вредноста на ваучерот. Еве како за илустрација маце да поедноставиме работа. Уште еднаш да го објаснам. Ова е многу важно, зашто бизнисмените ова го бараат веќе со години. Да им објаснам уште еднаш на моите гледачи. Што ќе биде? Еве, ако една фирма земеме, не знам, Баргала во Штип или било која друга приватна компанија, треба на крајот на годината да плати 10.000 евра персонален данок. Тие повторно ќе платат 6.000 евра, но во вредноста од 4.000 евра на крајот од годината може да достават до управата за јавни приходи ваучер, каде што ќе ги покријат тие останати 4.000 евра. А тие ваучери, владата, односно Агенцијата за млади и спорт преку Агенцијата за млади и спорт како владина институција, ќе им ги даде на клубовите со претходна категоризација, систематизација, но сепак тоа ќе биде претходно со една општа дебата каде што ќе се дискутира за сето ова. Како што кажав и претходно, сите одлуки ќе ги носиме транспарентно и со инклузивност. Ќе ги вклучиме сите засегнати страни, ќе разговараме, ќе дискутираме, ќе дебатираме. Ние имаме еден нацрт проект како треба или нацрт мерка како треба тоа да функционира, но сепак може спортистите ќе ни понудат усовршување на оваа мерка и ќе измениме доколку има потреба. Нели во вредноста да се докажам во однос на средствата 4.000 евра со ваучерот на крајот на годината во управата за јавни приходи ќе можат приватните компании да достават. Така што они не губат никакви средства, само 10.000 4.000 евра. Они претходно 10.000 евра ги давале, сега 6 ќе ги дават повторно, 4.000 евра ќе го помогнат спортот. Тоа е, ние по некои наши анализи негде околу на годишно ниво ќе се помогнат 5 милиони евра дополнително клубовите, спортистите. Што мислам дека е една добра инекција за сите спортисти во Република Македонија. И пред се оваа мерка ќе има можност да ги помогне и малите клубови. Знаеме сега дека интересот на големите компании е да инвестираат во големите клубови. Секој сака да инвестира во Вардар. Нормално.
потребата, поентата на самото инвестирање на некоја приватна компанија е рекламата што помага во Вардар. Или профитот на крајот, зашто да не, логично. Вардар е еден од поафирмираните клубови во Република Македонија и често е на телевизија. Кога игра на телевизија сите сакаат да го гледаат. Така да рекламата е нешто што им иде во корист на приватните компании. Затоа само помагаат на Вардар. Но со оваа мерка ќе дадеме можност да се помогнат, да се стипендираат на некој начин, да се дополнат помалите клубови, да имаат можност и помалите клубови да добијат некоја бенефиција од приватниот сектор. Досега имало за волја на вистината, имало некои леснувања, но сепак тие биле мали, нејасни пред се. Ние треба како Агенција за млади и спорт на крајот на годината да издадеме потврда за такви олеснувања и малце целиот процес е покомплициран што не им дава можност на сите компании да се впуштат во една таква авантура затоа што се викаат еве јас ќе помогнам, а кој ми гарантира, па ова е нејасно, па може да не испадне како што треба да испадне и на некој начин ги одвратуваат, ги стопираат во идејата да го помогнат спортот. Со ова ќе им дадеме конкретни насоки како ќе тече целата работа и многу едноставно ќе биде и за приватниот сектор и за клубовите. Так. Директоре, морам да ви кажам еден пример за кој што би требало да се разговара. Јас го проучив пред разговорот со вас како тема или како интересна идеја. Унгарија е држава која нема море, а постојана е во врвот на ватерполо. Има Балатон езеро и многу бањи и базени. Една од националната нивна програма е дека секој клуб ватерполо мора да има два подмладока, а самата федерација се разбира како заедница, мислам дека е под капата на државата, ги поставува правилата во кои што комплетно заедно, комплементарно заедно оди лигата на сениорите, лигата на младите и на најмладите. И ако одидеш, например, на надпревар помеѓу две унгарски екипи, прво започнуваат најмладите, ги гледаш половина час, па кадетите и на крајот завршуваш со сениорите. И сето тоа и оди комплементарно. На крајот им покажуваат резултати. Спортските работници, поранешни спортисти, луѓе кои имат емоции, кои тоа велат дека така било и поранешна Југославија. Зошто ние денес како стратегија можеме ли ова да го направиме? Сето она што е позитивен пример. Ние учиме, ние сме млада држава. Ние треба да учиме од државите кои што примениле нешто, да ги превземеме позитивните примери. Еве, ќе се навратам пак тема млади, но младинската гаранција е нешто што се спроведува во сите развиени западноевропски држави. Ко за пример Словенија и Хрватска се нешто најблиску до Македонија, кој што порано заедно сме биле во таа заедница Југославија, каде што комплетно функционира. Ние веќе стапивме во контакт со челници што се во Словенија и во Хрватска што го имплементирале оваа мерка. Ќе ги превземеме сите позитивни примери, се со цел да имплементираме во Република Македонија успешно. Значи, сите овие мерки треба да вродат некаков плод. Така и во спортот. Сето она што е успешно и што е искористливо, што може да се имплементира во Република Македонија, ќе го превземеме и ќе го имплементираме. Секако, нашите можности како држава се многу помали во однос на Унгарија, но сепак треба да започнеме од некаде. Треба да инвестираме и да ставиме акцент на младите спортисти, на тие помладите лиги, на јуниорската, кадетската, младинската. Училишниот спорт е многу важен дел од нашето функционирање. Ќе ги вратите ли училишните лиги, нешто што беше како саем на мали дечиња што се занимаваат со спорт, сето тоа некако сега е на маргините? Така, на маргините, како што кажавте, нешто постои, но во фаза на изумрување на некој начин. Ќе ги подобриме квалитетот, на некој начин ќе го мотивираме да прерасне во еден школски систем на надпревари, спортски надпревари, кој што ќе биде расадник за спортисти во Република Македонија. Еве за пример една Шпанија, училишниот спорт е толку развиен што тренерите, селекторите идат на тие лиги, школски лиги, од таму вадат фудбалери. Еден Реал Мадрид фудбалски клуб, професионалните се вработени по училишта. Се вработени по училишта и од таму црпат фудбалери, кошаркари, ракометари, сите спортисти. Професионални спортисти се учители, тренери по училиштата или скаути и тоа е многу развиена мрежа. Сега овде како последен дел од нашиот разговор тоа е законскиот дел. Вложувањето на локалните самоуправи во спортските клубови кои се нивни сограѓани, не се на ниво на доходовни заедници, профитни заедници, туку се одржува спортот на рамки на која што констатиравме дека нешто е малку над аматеризмот. Но законот ги спречува, бидејќи
клубовите се граѓански издруженија во федерацијата и правилниците на локалните самоуправи се некои 30.000 денари под едно, па процедурата е комплицирана и на крају се доведени до состојба доколку сакаат да го помогнат спортот да го кршат законот или состојаните статути и правилници. Зошто е тоа, може ли овде да се интервенира? Така, секако ќе се интервенира. Веќе ние сме и во фаза на изработка на предлог закон за спорт, нов предлог закон за спорт кој што ќе биде применет, имплементиран преку законодавниот дом во Република Македонија, но сепак како што кажав претходно, тој ќе биде ставен на маса каде што ќе се дискутира по него. Сега постои закон за спорт кој што е, како да речам, пресложен за клубовите, за општините, за федерациите, за спортистите и тешко применлив. Еве, ко за една банална ситуација, во секој управен одбор, во било кој клуб и федерација, мора да има двајца економисти и двајца правници. Има федерации кои што функционирале со 5 членови во управниот одбор, значи ќе го пополнат не спортисти од тој дом. Так. Тешко е да се најде економист и спортист, на пример во џудо. Так, и тоа се некои ставки мали. Едното е струка, а другото е спорт. Так. Мали работи кои што допринесуваат дополнително да се забави текот на спортот. Так. Се стопира. Тоа е се нешто што повторно ќе кажам, ќе биде ставено предмет на расправа. Тоа е потреба. Во сиве овие 11 години изоставена беше дебатата. Немаше дебата за било не само за однос на спортот, генерално изоставена дебатата, се носеа одлуки од горе надолу. И се бараше само од луѓето, конкретно еве во нашиот домен, спортистите само да ги почитуваат, што не е во ред. Треба да се слушне нивното мислење и нивниот став, да се донесе заклучок каде што ќе биде применен од сите страни. Системот да функционира. Систем и секако одговорноста е многу важен сегмент генерално во државата. Изоставена била одговорноста. Која порака се праќа, еве јас како нов млад директор, која порака ми ја пратија претходниците, дека сето она што го правеле не одговарале, да се дрзнам јас на тој начин да функционирам. А доколку би одговарале, пораката што ќе стигне до мене, ти одговарале. Јас мора на друг начин да работам. Јас ќе мора во интерес на државата, во интерес на спортистите, во интерес на младите да работам, ама не за мој личен интерес. Затоа мора да има одговорност. Доколку Дарко Каевски како нов директор на Агенција за млади и спорт направи било каква грешка во функционирање, било каква злоупотреба на функцијата, треба да одговара и секој треба да одговара. Не само Дарко Каевски, секој носител на јавна функција. Само така ќе пратиме порака дека ова општество може да дојде на вистинскиот пат, дека ова општество може да има иднина. И така ќе пратиме порака дека младите може да бидат сигурни дека ќе имаат добра, успешна иднина во Република Македонија. Имав две кратки, овде ми го земате шлагвортот на крајот, ама повторно ќе проговориме, зашто сметам дека е многу важно. Сегментот на спортот преку законот за спорт, каде што некои од клубовите, посебно во фудбал, се акционерски друштва, а единствен акционер е, например, локалната самоуправа. Овде размислувате ли да го подобрите тоа, дека ако веќе е акционерско друштво, нека излезе на пазар? Чим го ставивме на маса и рековме ќе дискутираме за тоа. Така. Тоа значи дека имаме волја да промениме сето она што не е добро во интерес на спортот. Сето она што ќе работиме во интерес на спортот, сето она што ќе биде добро, ќе го имплементираме и ќе го промениме. Так. Јас, мојот личен став е едно за сите работи, но сепак јас сум ставен на функција да разговарам со луѓето што имаат интерес од тоа. Затоа што мојата функција не е вечна, јас после година, 2, 3, 5, небитно кога, ќе си заминам од таа функција, но треба да оставиме белег дека сме работеле во интерес на спортистите. Тие се тие спортски здруженија што треба да функционираат во спортот. Тие се тие што ќе го помагаат спортот и што треба да го помагаат спортот. Така да мора малце да поработиме на таа проблематика и мора малце да разговараме повеќе за сите овие работи. Нужно се тоа. Едно прашање мора да ви поставам, и тоа го бараа моиве гледачи кога објавивме дека ќе видите гости на Ирис телевизија, рекол вака: ние нашите деца ги праќаме во приватни училишта, приватни тренерски училишта од разни сегменти од спортот кој каков талент има и сега плаќаме 200, 400, 500, 700 денара и така натаму. И тоа е као трговско друштво, нали? Може ли државата да интервенира овде во кое што да се знае што е што? Зашто ако имам, например, еден мој гледач ми рече да ве прашам, една спортска школа има околу 200 деца, а вели ние плаќаме по 500 денари. Тоа се 100.000 денари, ако не се лажам, во годината. Има ли некој вид во тоа како одат тие пари, зошто се собира, кој плаќа порез и така натаму?
Ова прашање мора да ви го поставам. Така, секако, секое прашање добро, секое прашање што е во интерес на граѓаните е добре дојдено и ќе разговараме и ќе дискутираме. Точно е сето тоа. Знаете каде лежи суштината од проблем? Сегде има индивидуални примери различни, но суштината лежи во тоа што клубовите се оставени сами на себе да функционираат. И он мора да најде некаков извор, начин на финансирање за да може да функционира. Некои тоа го злоупотребуваат, некои едва и преживуваат, некои се на маргините на изумирање, така да тоа е прашање што е маце деликатно во однос на одговорот што треба сега да го дава. Но сепак повторно ќе кажам, мора да има одговорност, мора да има транспарентност во трошењето на парите, без разлика дали се државни пари, конкретно од касата на Република Македонија или од парите на граѓаните кои што ги плаќаат нели преку тие месечни давачки во однос да детето да тренира и да спортува. Мора да се има увид каде идат тие пари. Без разлика дали е спортски клуб, без разлика дали е федерација, без разлика било која институција, било која организација, здружение во Република Македонија мора да приложува извештај каде ги троши парите кои што ги прибавува од некоја страна. Тоа е нешто што ќе бараме. Јас и на почетокот на со самото именување на мојата функција во неколку наврати кажав, ние нема да се мешаме во однос на политиката на федерацијата. Нема да се мешаме тоа кој ќе биде председател, кој ќе биде технички секретар, кој ќе биде секретар на самата федерација. Тоа е нешто што клубовите, нели и собранието на федерацијата е највисок орган кој што ги бира органите и телата на самата институција, но ние ќе се мешаме во однос на транспарентноста на трошењето на парите што ги добиваат од Агенцијата за млади спорт. Така. Тоа е нешто што мора да пратат извештаи да покажат каде ги потрошиле. Мора да имаме евиденција буквално до последниот денар каде се трошат парите на граѓаните. Пред се тие се пари на граѓани, ниту се мои, ниту се нивни. Тоа се пари на граѓаните. Последно прашање, вие рековте една интересна работа. Мора системот е ставен од нозе на глава и мораме да го вратиме моралот, етиката кај младите и еден термин што почнавме и да го забораваме последните 20 на години, а вие го потенцирате оде, е одговорност. Рековте, со личен пример, ќе го апострофирам одговорноста како пример за другите околу мене или оние кои доаѓаат, дека само на таков начин може да се водат институциите. Сега, директоре, и последна година ќе ве прашаме за ова, бидејќи тоа нам ни е задача. Сметате ли дека е нужно низ општествен процес да се врати етиката, моралот и одговорноста кај вашите генерации? Мораме да работиме. Пак ќе кажам, не се враќа преку ноќ. Не може нешто што било на некој начин искривено од онаа патека каде што треба да се иде, да се врати преку ноќ. Тоа е неприродно враќање. Повторно ќе имаме реперкусии после неколку години доколку го вратиме вештачки. Мора природно, треба да работиме силно. Ние треба да покажеме пример дека треба да работиме одговорно, честно, во интерес на Република Македонија, во интерес на граѓаните Република Македонија. Впрочем, тие не гласаа и го очекуваат тоа од нас. Так. Не очекуваат дека ние треба да бидеме исти како оние што не работеле, односно работеле со искривени вредности. Затоа повторно ќе апелирам. Одговорноста мора да постои во Република Македонија. Секој оној кој што е именуван на било каква функција во државните институции мора да сноси одговорност. Мора да ја пратиме силно сите заеднички таа порака. Мора секој после нас што ќе дојде на истата функција да знае дека ние сме работеле транспарентно и честно. Оној кој што не работел, нека ќе поднесе одговорност, ќе има одговорност за тоа што не работел како што треба да работи. Затоа што пораката е многу силна. После тоа тој ќе рече: "Леле, видете овој како работеше. Видете што се случи. Јас мора да работам во интерес. Мора да работам во интерес на институцијата, не во свој личен интерес." Така. Впрочем, и самите придонеси, односно плати што ги добиваме, тоа е интересот од ние што работиме. Платата е стимулант за она што го работиме. Не се она дополнително што да во изминатиот период. Дека тоа ќе бидејќи резултатите досега се понана народната караванот се врви, а кучињата се вршат нивната денес. Јас си благодарам што бевте дел во оваа емисија. Што ме поканивте. Повеќе од половина час, јас би го завршил со една изрека која е стара некаде околу 2500 години. Хик родос, хик салта. А наше е да ве прашуваме за тоа. Благодарам што. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, ова беше мојот разговор со директорот на Агенцијата за млади и спорт, господин Кајски. Поставува прашања, а во ваше име се надевам дека сте задоволни, а одговорите од мојот гост проценете ги и повторно бидете незадоволни или задоволни. Барате одговори. Не можеме да бидеме само броеви. Ние сме граѓани и овде во Ирис телевизија ќе афирмираме или реафирмираме еден термин или една појава која се нарекува одговорност. До
утре до новата отворена тема. Довидување.